Одбивањето на одлуката од Сараево Гордана Пирковска-Змејанац да биде промотор на оваа идеја, да создаде еден тим на луѓе кои ќе застапуваат и ќе шират оваа благородна идеја, почна војната во Босна и Херцеговина. Ние најдовме сила да се вклучиме во организирана евакуација и дестинирање на децата. Морам да кажам дека првата амбасада на сите деца во светот Мегеши во тие мигови беше единствена организација која поминуваше ни сите бариери кои ги поставува национално завојуваните страни. И низ муслиманска, и низ хрватска, и низ српската граница поминуваа деца, успеавме да создаваме и воздушни мостови на организирани авиопревози на мајки и деца и према Загреб, и према Сплит, и према Белград, и према Скопје. На 12 април од Сараево пристигна драматичен апел да се евакуираат над 2000 мајки и деца од Сараево за било која дестинација во светот. Тогаш Гордана, како и сега, истапи многу храбро, дојде во македонската телевизија. Се сеќавам, беше уредник Љубиша Николовски, кој на телевизија, на вторите вести на телевизија и дозволи да се воспостави тој воздушен мост медиумски, да стигне апелот од Сараево, од Александар Мичич и апелот од Гордана Македонија да се прифатат мајки и деца во Република Македонија. Морам да кажам дека Македонија беше една од единствените, ако не единствена земја, која граѓаните солидарно ги прифати во своите домови. Во тие мигови не постоја организирани кампови за бегалци, како што впрочем отпосле и се формира по развојот на настаните. Во тие мигови не размислувавме што се не очекува, за какви се проблеми, со какви се проблеми ќе се соочиме. Морам да ви кажам дека со нашето формирање проследија и поддршки, но и напади. Поддршките дојдоа од многу добри луѓе кои ни се приклучија и кои се обидоа да ни помогнат, а нападите дојдоа како една нова меѓународна невладина организација од организации кои имаат искуство, традиција во овој хуманитарен позив. Но ние тогаш решивме ќе настапуваме со позитивна енергија. Сите кому треба да докажеме за нашата неопходност од работа, ќе оставиме времето да покаже, и додека едни не обвинуваа дека во Македонија создаваме механички прилив на муслимани деца бегалци, ние почнавме децата да ги дестинираме од Македонија во други западноевропски земји и благодарение на таа наша мисија на поврзување со меѓународни невладини хуманитарни организации, кога ги дестиниравме децата во западноевропските земји, ние стапивме во контакт со многу меѓународни организации, изградивме едно партнерство кој ден денеска не одржува и финансиски не помагаат. Додека втори почна да не обвинува дека исклучиво се занимаваме со децата бегалци, ние веднаш се зафативме со проекти кои се горливи и суптилни со кои се среќаваат децата во Република Македонија. Први го отворивме дежурниот СОС телефон за деца и млади. Први издадовме книга на правата за децата која бесплатно беше дистрибуирана во 2000 примероци тираж во сите библиотеки. Први организиравме со Анатолий Карпов шаховската детска олимпијада во Линарес 1993 година, кога освои македонската детска репрезентација 6-то место. Први започнавме, додека едни промовираа спотови ајде да идеме на училиште, ние поделевме учебници 5510 заедно со Институтот Отворено општество и католички служби за помош. 5510 комплетни учебници за да можат децата да појдат во училиште. Со католички служби за помош делевме учебници, потоа се формира и други проекти. СОС телефон за деца и млади, хуманитарна помош за маргинализирани хендикепирани деца, операции во странство, нам е помогнато 5, бесплатни билети за патување во странство, ортопедски помагала, браеви машини за деца со оштетен вид, најразновидни лекови кои во Македонија тешко се набавуваат или се многу скапи, лекови за детските болници, хуманитарна помош, обувки, облека за сите детски домови во Република Македонија. Секоја нова година делиме играчки за децата во Република Македонија. Според наши проценки,
хуманитарна помош во Република Македонија преку првата амбасада на децата во светот Мегеше седиште во Скопје. Вредносно во донација имаме донесено 4 милиони германски марки за сите деца во Македонија. Создадовме едно репрезентативно меѓународно светско детско движење во кој членуваат над 30.000 деца од целиот свет. Партиципираме во и асоцијативна членка сме во многу влијателни меѓународни невладини организации како што е Меѓународната мрежа за детски права КРИН од Лондон или пак Асоцијацијата на просветните работници за мир од Алабама или пак Меѓународна одбрана на децата, Светскиот самит на децата од Женева и да ни ги набројувам сите. Имаме своја веб страница каде што невладините организации може да дознаат за нас. Современите модерни комуникацијски технологии ги следиме. Успеавме да се создадеме еден работен тим, еден волонтерски центар во кој се вклучени над 200 волонтери студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тие се мотивирани да ни помогнат да работат со деца. Ние, бидејќи сме непрофитна, невладина и небуџетска организација, многу често успеваме да ги наградиме со најразновидни патувања и наше застапување во странство, претежно на семинари за едукација и регрутација на волонтери и стекнување на искуство во работа со деца. Партнерство имаме во основ на размена на волонтери и развивање на волонтерскиот принцип во работа со неколку меѓународни организации како што е CFD од Франкфурт, Вустров од Германија, Via EU од Белгија, MPDL од Шпанија и Service Civil International од исто така Белгија. Во рамките на оваа детска амбасада функционираат повеќе работилници и волонтираат повеќе познати личности. Благодарение на нив се подготвуваат проекти, меѓу кои и представата Кловнови. Да проговориме малку за тоа. Да започна благодарение на нашиот амбасадор, првиот човек во амбасадата, актер и режисер, познат хуманист Коле Ангеловски. Дојдовме на идеја да направиме една представа за деца која ќе живее континуирано и навистина се случи тоа. Во прва пригода тој беше режисер, а актери беа Драган Спасовдац и неговиот брат Владимир Ангеловски. Навистина прекрасна представа за деца која има можност 1994 година да ја видат многу дечиња во Република Македонија. Но не прекинавме со тој проект. Потоа ученикот Драган Спасовдац, кој во представата беше ученик, стана режисер на представата Училиште за клоунови, но овој пат работеше со деца, наши членови. Најпрво во првата година 96-та имавме Етиди, представа на 4-то годишно собрание, а пак на 5-то годишно собрание 97-ма оваа година имавме и професионално, би рекол, детска представа Училиште за клоунови. Впрочем, со оваа представа и се представивме на аматерските игри ФАД во Кочани. Еве, утре во 17 часот имаме нова генерација на деца кои ќе се вклучат повторно во една нова представа, повторно со актерите, каде што овој пат Драган Спасовдац ќе биде супервизор, а подготвувачи и раководители на работилницата ќе бидат Лилич од Драмскиот театар и Роберт Белјановски, исто така поискусен актер. Ги поканувам децата да дојдат утре во 17 часот во рамките на амбасадата, како што впрочем функционираат и многу работилници. Работилниците се осмислени како креативно катче, слободното време децата имаат каде да го користат. Сите се без надомест, бесплатно. Единствен услов кој треба децата да го исполнат е да ја почитуваат и сакаат амбасадата, да ја подржуваат и да платат годишно чланарина символични 250 денари. Може да ја посетуваат математичката работилница, може да посетуваат англиска, француска, италијанска, германска, оригами, литература, ликовна, здравствена и радиоаматерска работилница. Ние ќе имаме можност на лице место да запознаеме со сите овие работилници. Времето ни помина, беше кратко, многу малку дознавме за Детска амбасада, но се надевам дека во некоја следна прилика ќе дознаеме нешто повеќе. Благодарам за вашето гостување.